Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп. Мариово, како што не може да се замисли без древниот Еригон, без Селечка, Лигораса, Чебрен, Нидже, Кожув, Мариовски Козјак, без Калеш Анџа од Старавина, Итар Пео од Градешница, Чучук Митра од Пештани, Шачир Војвода од Прилеп, човек кога ќе го спомне Мариово, не може да не го спомне и Стојан Куликов, Толе Паша, роден во Мариовското село Крушејца, кое се наоѓа на левиот брег на Црна река, на околу 7 км југозападно од неа, лоцирано на 29 км јужно од Прилеп, од десната страна на патот за Витолиште, чиј патен крак се двои веднаш во местоста Липов дол, во насока на источната падина на Селечка, непосредно под незиниот највисок врв Висока, покрај Крушевичката река, чие извориште е на превојот Слива, а сливно во кањонот Чебрен до селото Крушејца. Голем е бројот на патописци, историчари, археолози, авантуристи, патувајќи низ Мариово, што го посетиле и ова село, кои оставиле бројни записи за него, како што е записот во етнографијата на вилаетите Андријанопол, Монастир и Салоника, која на француски јазик е издадена во Цариград во 1878 година под редакција на тамошниот весник Курие од Доријан, во записот на Васил Кнчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во записот Топографски и етнографски карактеристики во Македонија од Стеван Верковиќ, издадена во Санкт Петерсбург во 1889 година, како и описот во романот Толе Паша, издаден во 1956 година на македонскиот раскажувач и романсиер Стале Попов, кој е најавтентичен запис за селото Крушејца, каде што на најсликовит начин е опишан животот на Крушејца од последната деценија на 19. век, па се до првите 5 години од 20. век, попрецизно кажано до 1904 година, преку ликот на крушејчанецот Стојан Куликов. Се наоѓам во Прилепскиот дел на Мариово, во селото Крушевица, родното село на познатиот македонски војвода Стојан Куликов, Толе Паша. Се наоѓам овдека во светските гробишта, во Светската црква, каде што почива познатиот македонски војвода Стојан Куликов, Толе Паша и неговиот син Велјан, а познатиот македонски романописец Стале Попов го има неговото херојство опишано во истоимениот роман Толе Паша, па ќе ви прочитам еден дел само тој роман. Сонцето веќе беше искочено високо над Перун и почна да припечува над главите на аргатките во оградите и нивите на Демовци, Селимовци, Мерциновци и Артемовци, а на тој имот работеше и семејството на Стојан Куликов. И ако сакате да дознаете како е опишан познатиот македонски војвода Стојан Куликов, Толе Паша,
за неговото херојство кој што го бранел македонскиот народ овде во Мариово. Прочитајте го романот Толе Паша од Стале Попов, а ние дел од овој роман ќе го опишиме во новата приказна за селото Клишевица, во приказната за Толе Паша, опишено го што реков во романот на Стале Попов. Во многу населени места во Македонија, од средините на народот, излегуваат самородени револуционери војводи. Една таква револуционерно-историска фигура е и мариовскиот војвода Толе Паша, чие вистинско име и презиме му е Стојан Куликов, роден во 1868 година во селото Клишеица. Во романот на Стале Попов Толе Паша, Стојан Куликов е опишан како строен маж со сиви очи, руса коса, црни вејџи и подзасучени мустајчи, со орлов нос, буен и здрав, растен во природа, личен што не може да биде, премногу развиен за своите години, бликал од здравие, сила и убавина, заштитник на сиромасите, прогонувач на турските угнетувачи и бегови во Мариовско, по душа мощен правичен. На своји 19 години, заедно со татка си Трајко, чичко му Куле, заедно со другите членови од семејството, работел на имотите на Демовци, Селимовци, Мерсиновци, Адемовци, Коласабја, а најмногу на имотот на бегот Адем Маджаровски. Не можејќи да ги трпи неправдите и тортурите што беговите им ги правеле на трајата, Стојан Куликов станал ајдутин, ликвидирајќи многу аги бегови, дерејќи го за пленетиот плен од агите и беговите на сиромасите. Притиснат од турските потери, минувајќи ја Црна река, префрлувајќи се во Старо Мариово, во селата Зович, Старавина, Груништа, Будимирци, Градешница, Бешиште, формира своја вооружена чета, која станува страв и трепет за турците при прибирање на даноци и други давачки за турската власт. Толевото име прераснува во легенда. Тоа е по планините, раскрасниците, секаде во Мариово. Станува мит, Паша, Мариовски Паша. Надалеку познат по неговата изречена закана кон беговите, агите, а и кон македонските чорбаджи и коджабаши, како и предавниците на својот народ, јас сум ви Паша, јас сум ви Кадија, јас сум ви Султан. Во есента 1901 година во Леринско и Мариовско престојува Гоце Делчев, каде што ги посетува четите на Толе Паша и дедо Колјо Добровенски, а мариовци во чест на Гоце Делчев, дедо Колјо Добровенски и Толе Паша ја испеале песната "Мори бабо, стара бабо, нешто ќе те питам", каде што изворно во истоимениот роман е запишена вака. Ниту беше Толе Паша, ниту дедо Колјо, туку беше Гоце Делчев со неговата верна дружина. У нас вечера аго и си замина аго за Кожув планина. Стале Попов во романот посветен на Стојан Куликов, иако во завиена форма ја опишува и оваа обнародена меѓу мариовци песна, која секогаш се пеела, а и денеска се пее не само во Мариово, туку било каде да се наоѓаат мариовци. Не плачи, мајко, не жали, мори, не жалај, не рони солзи крвави, мале, оти ќе станам мале ајдутин. Песна која мариовци му ја посветиле на нивниот
Стале Попов во романот Толе Паша на најавтентичен начин и во најсликовита форма го опишува ликот на Стојан Куликов по Илинденското востание. Иако како војвода бил поканет да замине во Бугарија, останал во Мариово да ја дели судбината заедно со својот напатен народ. Каде што Стојан Куликов со својата чета од 11 души ја напушта Градешница и преку Бешиште и Врбско се задржува во селото Гуѓаково и нерамноправната борба која започнала утрото на 14 октомври истата година при напуштањето на селото помеѓу четата на Толе Паша и турскиот аскер, која се разврзува во 4-часовна крвава борба меѓу аскерот и комитите на Толевата чета, каде што во оваа борба храбро загинува војводата Толе Паша, неговиот син Вељан Куликов и речиси целата негова чета, завршувајќи со овие реченици: се наведе и втор камен да земе, но Боше коџобашијата не му даде тоа да го стори. Со светкавишна брзина го јавна одзади, го стисна со двете раце за врат и го удави како вок јагне. Со ова братучетот Боше го освети и својот братучет Велјана, помалиот Толев син, на кого Сулјок Чауш му ја столчи главата. Си ја наметна мамзерката од Чаушот и уште вечерта го најде бранниклијата во галичките колиби и му се придружи. Го соредија чорбаджијата Стевана од Крушејца и побилистата од Чаништа, па потоа ги положија и своите глави. Драги мои, сето ова што ви го раскажав е само дел од вистинските настани и случаи од тоа време. Не само во селото Крушејца, туку во сето Мариово, каде што навистина македонскиот раскажувач и романсиер Стале Попов автентично го опишал секој лик, историски настан, додека пак читателот, читајќи го овој роман, од почеток до самиот крај, го има чувството дека живее во тоа време. Настаните кои се опишани живее заедно со личностите кои постоеле во тој временски период, исто како што јас го имам тоа чувство секогаш кога го препрочитувам овој роман. Драги мои, сето ова што го напишал Стале Попов, не само за Стојан Куликов, туку и за неговото родно село Крушејца, во романот Толе Паша, ќе се обидам да го надополнам со документарниот материјал од архивата на продукцијата Мариово филм за селото Крушејца, снимен во 1998 година и преку денешнава реалност, денешниот изглед на родното село на Стојан Куликов, селото Крушејца. Но пред да ви ја прикажам денешнава најавтентична слика во ова 2016 господово лето за селото Крушејца, родното село на Стојан Куликов, предлагам заедно прво да го погледаме документарниот материјал за селото Крушејца, што е снимен пред речиси 20 на години, како што претходно напомнав во 1998 година. На 30 километри од Прилеп, во крајниот јужен дел на Селечка планина, во завршните ограници на превоите Слива, Висока, во Кришевичката Чанишка рамнина, на 600 метри надморска височина, во правец југо-исток се распостила селото Крушејца. Оваа селска населба се наоѓа во непосредна близина на регионалниот пат Прилеп-Новолагово-Штавица-Кален Витолиште, чија делница на волшебен начин се пробива низ карпетскиот планински масив на Селичка планина.
а некаде на 30 километар кај местото викано Лисичка падина, каде што се наоѓаат изворите на Лисичка река, десно од магистралата, подолжина од 6 километри води асфалтиран кривулест пат, кој на чудесен начин се искачува по живописниот планински предел, а некаде на половина од овој селски пат, одеднаш доаѓате во една питома околина во самото Клушевичко поле по селото Клушеица. За оваа селска населба постојат повеќе легенди и преданија. Според едно предание, името на ова село потекнува од многуте круши горници кои во минатото овде вирееле, а според друга, во давнишни времења овде се наоѓале неколку мајдеми, каде се вадел кршен камен и се носел во соседните села, а тоа место го нарекле Кршеица, Кршилица, Крушеица и денешното село Крушеица. Ова Мариовско село датира уште од давнешно време. Според некои пишени документи, оваа населба датира уште од антички период, меѓутоа, подостојни пишени документи имаме од втората половина на 15 век. Ова село во турските дефтери се спомнува под името Кршилица. Во 1487 година ова село брои 10 куќи, 80 жители, 7 плевни, 6 аргачи, 5000 овци и 50 коњи. Крушеица во овој временски период му припаѓа на битолскиот вилает, на прилепскиот Беглер Беглус. Крушеица до 1630 година е Чифличко-Спахиско Беглер Бегловско село. Од 1687 година до 1635 година представувала административен центар на Мариовскиот Беглер Беглус, но како што велат селаните, поради непристапните проводни патишта, како и големата оддалеченост на селата, на селските населби, од втората половина на 17 век Крушеица, па се до првата половина на 18 век е Чифличко село. Дека оваа населба има своја историја на постоење од ова време, зборуваат остатоците од некогашните турски кули и од некогашниот турски харем. Крушеица спаѓа во така наречените рурални села во Македонија. 110 души се наоѓаме во нашето село со 43-4 куќи 5. Значи нема искусен, сете се куќите, број 10 куќи празни, најдеш една по двајца, некаде до тројца, 4 куќи с фамилиарност, по 5 на 6 во селото. Другите на 1, на 20 и некаде на тројца, така оди сите. А сете се во старост. Селото околу 90 на куќи и 5-6, нешто така сметам ние. Со кој селасне граници овдека? Ами еве го Кален, Дуње, да ти речам и оттаде онаме Прчен има, тие села, Пештани, Кокрај, 3-4 села тамо и Чаништа овдека сме. Тие па онија наќе се према Битолското подружје, башка далеко е таќе. Крушејчани своите адети, обичаи, обреди, крштевки, свадби, културни традиции ги изведувале во селската црква која се наоѓа во средината на селото, изградена некаде во 16 век, на местото од некогашните гробишта. Овој свети храм неколку пати е обновуван, а последниот според записот во 1931 година. Па животот денеска во најшто село е среден. Некој може да животара на поубав начин, некој на полош. Се занимава со сточарство, земјоделие. И шумарство што користи за своји потреби, за продажба нема, работа не користи. Секој човек има своја земја по катастар, така речено. Па по катастар негде по 5-6 погони има. Па тука негде, по 50 на декари, 100, тука му е. Низ Крушеица тече Крушеичката река, која го дели селото на две мала, Горно и Долно мало. Селото има големо средсело. Од средселото се издвојуваат две широки и долги селски улици, а од нив лево и десно неколку тесни и мали подолжина сокаци. Крушеица, иако е село од збијан тип, сепак има малски карактер,
затоа што во непосредна близина на куќите се наоѓа и имото на селаните. Тие се населени биле, живееле помали фамилии, семејства. Од 3-4 семејства се населени. Имали од таде село и од оде село живееле и се соединиле. И сега не знам која година се соединиле, го направиле селово. Се собрале на едно место како заедница и го основале село там живее. Мојата е од Громаѓето, одваде село е доселена. Така? И има од Хебобо доселени, од кај Котел, од 5-6 места така се пособрале и соединиле село. И сега кој како што седате во тој правец му е селувањето. Овој долниот дел од селово, од оној дел се селиле од... Ние овде овој средниот дел сме од право, па тука доселени. Овој горниот дел по таја страна. И кој како што иделе така, и по некој од сосема суседни села иделе, се вселиле и го основале селото. Ова село од памтивека има урбанизирана целина. На ова село може да се сретнат различни архитектонски решенија од различни временски периоди, меѓу кои наистакнат е периодот од првата половина на 20 век. Повеќето од семејните згради се на 2 ката, со голема влезна дрвена врата, мали тесни прозорци, така наречени џаблаци, а до катот некогаш воделе надворешни камени скали. Секоја куќа имала задолжителен чардак, големи прозорци, покривот порано бил со турски керамиди и плочи, додека пак плевните, трлата, се покриени со ржанова слама. Крушејце нема бунари. Од памтивека ова село има свој водовод. Во минатото, водата до поимотните селани доаѓала преку глинени и печени цевоводи, а имало и неколку селски чешми. Основна екзистенција на селаните е сточарството и земјоделството. Крушејце го има најплодното земјиште во Мариовско, најсочните пасишта. Во 1961 година ова село има над 6000 грла овци, 3000 грла кози, 300 грла коњи, 100 зевгар волови, 4 налбати, 2 сарачи, 3 самарџи, 3 ковачи. Во 1961 година селото брои 250 жители. Како што велат Владо, Димитар, Јован, Бранко, селото беше некогаш убаво, големо, вриеше од народ. Мештаните велат дека Крушејца беше надалеку позната. Арно, ама денеска во него останаа само старците и неколку стари беќари. Голема стагнација селото доживува во првата половина на 20 век, по Илинденското востание, а посебно за време на Балканските војни и Првата светска војна, каде што доаѓа до десеткување на машкото население. Во разните војски биле мобилизирани околу 50 луѓе, од кои дома се вратиле само 10 селани. Не е иселено. Чаниште е иселено. Му отепале некој си војник и због тие причини ги селили. И тој веќе го знаеле по старите луѓе човекот кој отепа. И не му било го тој, сетно 60 на луѓе отепал. Во матиниче времење кога се сменувале отепа. Китан, тој наиме се викал, по тоа ја отерале во Јамбол, Бугарија. Турчино живел одека порано 500 години го држал во ова место го работел тој. Сетне си селили, нападнале па наши народ, некој од Бешишта, намо Мариово, некој од одај па така го зазеле. Крушејца е револуционерно село. Во ова село роден е Толе Паша. Од неговата родна куќа нема ни трага ни камен, се претпоставува дека некаде во близина на црквата живеело неговото семејство. Миграцијата село-град не го одминува и ова село. Таа започнува во далечната 1961 година со затворањето на селската задруга, со префрлањето на неколку индустријски капацитети од овој крај во прилеп ка Вадарци во Битола. Како што велат Јован, Бранко, Владо, на ова село голема штета им направило уништувањето на козите, колективизацијата. Од тој временски период сточниот фонд не се опорави и исто така селаните додаваат раселувањето на селото започнува во 1990 година со затварањето на училиштето
каде што преостанатите дечиња мораа да заминат во Прилеп, Кавадарци, Росоман и на други места да го продолжат своето образование. Крушејца е едно од 25 села во Прилепскиот дел на Мариово. Ова село ја дели истата судбина што ја имаат овие села. Крушејца имало различни периоди во досегашното екзистирање. Секогаш кога некој ќе помислел дека ова село ќе се заборави, ќе изумри, повторно ќе изникнело како период кој очекува дожд по жешкото сонце. Животот на ова село се поврзува и со стара традиција. Секогаш кога ќе се родело дете по селото, се засадувала круша од скоруша, а кога ќе стасало за женидба, се калемала крушата од скоруша, а колку круши ќе се роделе на крушата од скоруша, уште толку појасни ќе имала таа фамилија. Крушејчени велат, ова село ќе има селани се додека по полето нивно ги има крушите од скоруши, а крушите од скоруши нив ги има насекаде, од Превел Слива па низ цело Мариово. Од некогашното село Крушејца, од некогашната селски идила, од жагорот на децата во селото, од преполнетото сред село, од полните сокаци, пацење со народ, од некогашната селска слава, од селските празнувања за Божиг, за Богојавление, Великден, Спасовден, Петровден, Илинден, Голема и Мала Богородица, Крстовден, Митровден, речиси не остана ништо. Јас сум од село Крушевица, од семејство се од Видановци. Видановци. Како ти е името? Јоше, Презиме? Трајковски. Колку куќи има село денеска? Сега има денеска во време 25 куќи. А колку имаше порано? 120 куќи има во време. Ти што години имаш вака? 40 години. Што работиш сега тука в село? Ами со стока, земјоделство, Што чуваш со стоката? овци, кози, Колку имаш наброј, да речеме вака? ами бројот 250 овци. И како е беричето ова година? Гарна оваа година. Вака кој ти излезеш навечер во село, кај се прибирате? Нема никаде да се прибираме, секој дома. Немате кооперација? Немаме. На времето имаш тука и имаше една говорница за телефон. Стои говорницата? Не стои. Не стои, а? Сега секој што си има свој мобилен телефон. Ти со кого живееш сега тука в село? Дома? Имам една жена, со жената се живеат. Кој ти се комши заедно за добро? Ами комши, имам тука. Так. И арни, и вошти се. Рече дека продавница немате? Немам, Кооперација? не. Сол, braсно, масло, пипер. Ами до Прилеп одиме, кој како има потреба до Прилеп се оди. Со што одите до Прилеп? Со такси, а такси е скап, 1000 денари натаму немаме. Комбе нема, а? Комбе иде некој, ама многу неделно еднаш така. Доктор има или нема? Доктор нема в село. Ами кај овој далека? Прилеп, на лекар. Која му е летна слава на селово? Летна слава, она селска слава. Селска, да. Селска слава е ова Аранџел. Аранџел, а? Аранџел. Попот, зашто иди? Доаѓа за водици да крени вода, крсти вода за крштевка или само за умирачка, не дај Боже? Ами иди за Великден, за Божик, за крштевачка вода, иди така. Така? Тога иди. Кога последен пат имало свадба во селово? Свадба во селото нема години. Нема? Над 30 години фазно има. Так, так. Овдека од селото Крушејца е и познатиот војвода? Толепаша. Толепаша, така? Како му е името вистинското нему? Стојан. Стојан, а? Стојан, Толепаша Стојан. Так, стои ли нешто од неговата куќа тука? Има ли некој од неговата фамилија денеска во Нема Крушејца? од неговата фамилија. Нема? Нема. Иначе тој почива е погребан тука во селските гробишта? Тука во селските донесен погребан, ама некога загинул во прачките клисури. Во Крушејца данокот наречен миграција, село град одамна си го направи своето. Во Крушејца се враќаат крушејчани на кои одамна им завршил работниот век, си доаѓа дома во родното место, во родниот праг, отворајќи ги зараѓаните катанци, разгорувајќи го огнот во пузата која тлее цела една вечност, сега како старци за да го одживеат престанатиот дел од животот што од Бога им е дарен. Во Крушејца се враќаат крушејчани да се потсетат на нивниот соселанец, на Стојан Куликов, Толе Паша, опишан
во романот Толе Паша на Стале Попов. Иако нивното село, селото Клишејца, денеска е во фаза на завршно раселување. Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп.